Дневник во 20 часот, добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден започнуваме веднаш. Останете со нас. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски промовираше 6 нови мерки за млади. 12.000 денари ќе добие секое семејство од социјално ранлива категорија за дете ученик во средното образование. Од интересот на граѓаните зависи одржувањето на манифестацијата Скаријада. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски промовираше 6 нови мерки за млади. Со овие мерки Груевски напомена дека ќе ги стимулира студентите за постигнување на подобри успеси, но ќе представува и поттик за факултетите. А наредната година кавадарчани ќе добијат модерен скејт парк, изјави председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Првите 100 студенти од 5 најдобри државни факултети веднаш по дипломирањето ќе бидат вработени. Ова е една од новите мерки која денеска председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски ја промовираше. Образложувајќи го проектот за вработување на најдобрите студенти, председателот Груевски напомена дека оваа мерка ќе ги стимулира студентите за постигнување на подобри успеси, но ќе представува и поттик за самите факултети. Се предвидува најдобрите студенти на додипломски студии од секоја учебна година, кои дипломирале на државните универзитети во Македонија, да бидат вработени во јавната администрација, во акционерските друштва каде државата има доминантна собственост, или пак некоја соодветна на образованието јавна установа. Млади амбасадори е проект наменет за средношколските умови. Со овој проект на секој средношколец, кој што ќе освои едно од првите 3 места на меѓународните олимпијади, државата ќе му додели едногодишна стипендија. Истата награда што ќе ја прима ученикот, ќе ја прима и наставникот по математика кој што го водел ученикот и го оспособил до тоа ниво да може да освои таква меѓународна награда. Младите кавадарчани ќе добијат модерен скејт парк. Агенцијата за млади и спорт ќе биде носител на овој проект, кој според планот на ВМРО ДПМНЕ ќе треба да започне да се реализира наредната година. Во овие паркови ќе има повеќе рампи за возење и скокалници кои ќе можат да се користат. Скејт паркот ќе биде изработен со специјална подлога, мазен специјален бетон поради поголема безбедност, водоотпорен мазен неклизачки шперт и дрвена конструкција. Покрај овие 3 проекти денеска беа промовирани уште 3. Еден е отворен амфитеатар во локалитетот Скупи Скопје, еден за офицерскиот дом во Битола и реконструкција на градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје. За неполни 2 месеца, председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски промовираше 20 проекти, нагласувајќи дека дел од нив се произлезени како идеи на младите од јавните трибини кои партијата во изминатите неколку месеци ги реализира под мотото "На Македонија и треба твојата идеја". ВМРО ДПМНЕ со поддршка за социјално ранливите категории на граѓани. 12.000 денари ќе добие секое семејство од социјално ранлива категорија и кое има дете ученик во средно образование и средно ја посетува наставата. Владата неодамна обезбеди 80 милиони денари за 6500 семејства чии деца посетуваат средно образование. 12.000 денари за секое семејство кое што има дете ученик во средно образование, кое што редовно ја посетува наставата, односно над 85% од сите часови во текот на годината. Владата неодамна обезбеди 80 милиони денари за 6500 семејства чии деца посетуваат средно образование. Истата продолжува и оваа година, истакна Нада Трајкова, партиската говорница на ВМРО ДПМНЕ. Финансиската помош се остварува квартално. Односно, секој квартал се добива по 1/4 од овие финансиски средства. Целта на оваа програма е да се обезбеди дополнителна помош и стимулација за учениците и семејствата приматели на социјална парична помош, при тоа подобрувајќи ги условите за развој и образование. За намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост, како и за јакнење на неговите капацитети за сопствена заштита, досега беа воведени низа мерки. Зголемување на вредноста на социјалната парична помош
трајното ослободување од плаќање на радиодифузна такса, бесплатно изготвување на елаборати на дивоградбите во кои што живеат, отписот на долговите кои ги имаат граѓаните од социјално ранливите категории, посета од медицински лица кои вршат здравствена нега во домашни услови на лица од ранливите категории и уште многу други мерки кои што го олеснуваат животот на лицата од оваа категорија на граѓани. Спроведувањето на политиките за посебна заштита на материјално загрозените граѓани ќе продолжат и понатаму. ВМРО ДПМН ќе остане доследна на намерата за спроведување на голем број на мерки, активности и политики од оваа сфера, подобрувајќи го животот на секој граѓанин, потенцира Нада Трајкова. На партиски средби Зоран Заев отворено зборува за неговите очекувања од работата на специјалното јавно обвинителство. За аналитичарите, ваквите изјави го рушат угледот на јавното обвинителство. Повеќе во прилогот на колешката Дијана Иванова. Кои резултати лидерот на СДСМ Зоран Заев очекува да ги испорача специјалното јавно обвинителство? Ова прашање си го поставуваат многумина откако на порталите поставено е видео, во кое тој на партиска средба со граѓани отворено говори дека специјалното јавно обвинителство има обврска да испорача резултати. Што има формирано специјално обвинителство. Тоа обвинителство ќе испорача наредби за истраги, обвинителни акти и дај Боже и притвори. Чекам резултати. Јас се борев заедно со вас за ова специјално обвинителство. Сега резултатите ќе се испорачат. И тоа ќе има влијание врз изборите. За аналитичарите, ваквите изјави го рушат угледот на специјалното јавно обвинителство. Тоа не го оправдува еден голем притисок еден голем фокус во специјалното јавно обвинителство, која не знам, сега се очекува да направи чуда, е сепак од Македонија. Значи не е паднато од Марс, па да очекуваме да се случат чуда. Затоа треба и да се остави на мир обвинителството да работи својата работа и обвинителството да не брза, бидејќи секоја недоволно подготвена обвинителска одлука ќе биде катастрофална по институцијата. Се поголеми се критиките за работата на специјалното јавно обвинителство. Наодамна во дебата на телевизија Нова, поранешниот јавен обвинител Сотир Костов, говорејќи за пропустите, праша дали обвинителството не погрешило кога во јавноста испаднало со бројка за заштитни сведоци. Зошто јавноста разбра, а знаете од кој разбра? Самата специјална обвинителска, дека наводно има 150 пријавени заштитни сведоци. Ма тоа во никој случај не смее да се дознае. Па заштитен сведок што самиот збор што кажува? Тој треба да биде заштитен во секој поглед. Не постои доденото Тој не постои додека не биде ставен во систем. Во пропустите на специјалното јавно обвинителство, многумине како битен го споменуваат и фактот да не направен записник на предадени материјали од страна на СДСМ, за кој во јавноста и беше пласирана информацијата дека се токму материјалите од прислушкуваните телефонски разговори. Сдруженијето Хабитат Македонија продолжува со изградба на стамбени згради во Велес. Досега се изградени 4 згради, а во завршна фаза е 5-тиот објект во населбата Хабитат. Од организацијата велат дека постои можност за проширување на населбата со нови објекти, но тоа ќе зависи од интересот на граѓаните. Со цел елиминирање на субстандардното домување во Македонија преку обезбедување едноставни, пристојни и пристапни домови за семејства со ниски примања, Сдруженијето Хабитат Македонија се вклучува во изградба, финансирање, застапување и јакнење на капацитетите на целната група и развој на заедниците. Хабитат досега има изградено преку 175.000 куќи низ светот, со што на околу 750.000 луѓе во преку 3.000 заедници им е обезбедено безбедно, пристојно место за живење, кое тие луѓе може да си го дозволат. Нивната мисија продолжува и во Велес. Досега се изградени 4 згради, а во завршна фаза е 5-тиот објект во населбата Хабитат. Зградата има 12 станови со големина од 45 до 68 метри квадратни. Објектот има вкупна површина од 280 квадратни метри. Од Хабитат вела дека постои можност за проширување на населбата со нови објекти, но тоа ќе зависи од интересот на граѓаните. За нови згради тоа е во рамките на друг проект и нормално зависи од интересот на граѓаните, а мислам дека има интерес на граѓаните
и ќе видиме понатаму како ќе го продолжиме тој проект. Инаку во изградбата на објектите учествуваат и волонтери од целиот свет. Моментално во населбата Хабитат се сместени 24 семејства распоредени во 4 објекти. Од организацијата вела дека сите згради ги задоволуваат највисоките технички стандарди за градба. Сите објекти ги задоволуваат и критериумите за енергетска ефикасност. Напролет за прв пат треба да се организира манифестацијата Скаријада 2016. Од интересот на граѓаните зависи дали ќе се одржи оваа манифестација. Доколку Велешани ја поддржуваат оваа идеја, наскоро ќе започнат подготовките за одржување на истата. На иницијатива на советникот во Советот на општина Велес Драган Димески, напролет за прв пат треба да се организира Скаријада 2016. Доколку мислењето на граѓаните биде позитивно во врска со одржувањето на најавената манифестација Скаријада, наскоро ќе започнат подготовки за одржување на истата, вели градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Ние ќе објавиме еден повик токму околу заинтересираност, бидејќи времето неминавно се приближува, иако е февруар месец, скоро ќе дојде март, кај што ќе мораат да отпочнат припремите доколку би организирале таа манифестација. Велешани ја поддржуваат идејата околу одржувањето на манифестацијата Скаријада. Ми се допаѓа со тоа ќе се афирмира Велес, пошто е познат по убава скара. Например, ко питијадата што беше од питијадата се задоволни сите и од внатрешноста што дојдоа и општо ние од градот што сме луѓе. Зошто да не се одржава? Зошто да не се одржава? Нека се одржава. Ние ако старите, младите сакаат. А зошто да не? Интересно е. Секој случај повеќе туристи, повеќе пари, позадоволно население. Нека мислат на јадење и пиење, ако на друго не мислат. Добро е да има во градот се, нели? Па се што ќе се случи во градот се е добро. Освен по познатите пити пастрмајлии, Велес е познати по одличната и вкусна скара во земјава. Питијадата која секоја година се одржува во Велес, секоја година е се поуспешна. До крајот на овој месец ќе трае огласот за аплицирање за субвенционирање за набавка на добиток и проширување на стадото. Аплицирањето ќе се врши електронски, а фармерот, доколку не е во можност сам да аплицира, може да побара помош во најблиската подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. До крајот на овој месец ќе трае огласот за аплицирање за субвенционирање за набавка на добиток и проширување на стадото. Висината на поддршката е до 6,5 милиони денари по корисник, а огласот е за набавени јуници, овци, кози, свињи и пчелни матици во периодот од 1 октомври до 31 декември 2015. Во зависност од категоријата и од местото каде што се наоѓа фармата, парите се добиваат со кофинансирање од 50 до 75% од одобрените трошоци. Еден сточар може да достави најмногу 2 барања, кои се избираат со бодување, додека набавката на пчелни матици се субвенционира до 600.000 денари. Потенцирано е дека аплицирањето ќе се врши исклучиво електронски. Фармерот, доколку не е во можност сам да аплицира, може да побара помош во најблиската подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Советот на општина Демиркапија ја одржа 26-та седница. На седницата беа разгледани повеќе точки, каде што беше усвоена одлуката за извршување на буџетот за 2016 година на општината. Изгласано решението за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици. Одлуката за извршување на буџетот на општина Демиркапија за 2016 година беше усвоена на 26-та седница на Советот. За втората точка од дневниот ред се изгласа одлука за одобрување на програмата за организирање на манифестацијата за Денот на лозарите Свети Трифун, насловена како Недела на традицијата Свети Трифун 2016 година.
За третата точка беше донесена одлука за долгорочното задолжување на општина Демиркапија во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги. За четвртата точка беше изгласано решението за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици. На седницата се даде согласност на извештајот за работа и постигнатите резултати во првото полугодие од учебната 2015-2016 година на Општинското основно училиште Димче Габерот. Исто така беше донесена одлука за одобрување на финансиски средства на црковниот одбор од село Прждево. Седницата на Советот на општина Демиркапија заврши со разгледување на барања за парична помош од физички лица и советнички прашања. Објавен е конкурсот за вработување на 125 професионални војници во армијата на Република Македонија. Во изминатите 24 часа издадени се вкупно 2173 потврди за азил. Вести од Македонија. Објавен е конкурсот за вработување на 125 професионални војници во армијата на Република Македонија. Како што информираат од Министерството, процесот на селекција ќе се одвива со максимална транспарентност и вклучува писмено тестирање, проверка на физичката способност, интервју и здравствени прегледи од страна на посебни комисии формирани од Министерството за одбрана. Целта на сите тестови е да се продолжи со традиционалното ангажирање на најдобрите кандидати за професионални војници со развиени психофизички способности и високи морални и етички стандарди. Сите млади луѓе кои се убедени дека можат да ги исполнат обврските и кои сакаат да придонесат кон безбедноста на својата татковина во заштита на нејзиниот територијален суверенитет, да се пријават на јавниот оглас за професионални војници, кој е објавен во дневните вестници на Република Македонија и на веб страницата на Министерството за одбрана. Прецизираат дека минатата година се заокружи процесот на прием на 250 професионални војници во служба на армијата на Република Македонија. Во изминатите 24 часа на 4.2.2016 година издадени се потврди на вкупно 2173 странски државјани. Според државјанството, најмногу се издадени потврди на државјаните на 855 државјани на Авганистан, на 835 државјани на Сирија и на 483 државјани на Ирак. Од 1.1 до 4.2.2016 година издадени се потврди на вкупно 60.146 странски државјани. Во јавна установа прифатен центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил за 4.2.2016 година евидентирани се вкупно 16 баратели на азил, од кои 13 мажи, една жена и 2 деца, со придружба на старател. Дополнително согласно член 48 од Законот за азил и привремена заштита, една жена, 3 малолетни деца со придружба на старател. 5 малолетни деца без придружба на старател се загрижени на друго место за сместување, определено од Министерството за труд и социјална политика. Во Зимбабве ситуацијата е се полоша откако суша ги зафати руралните подречја. Сомалиски авион принудно слетал веднаш по полетувањето поради експлозија на бомба. Ова е свето денеска. Состојба на катастрофа прогласи Роберт Мугабе, председателот на Зимбабве, откако долготрајна суша ги зафати руралните подрачја. Надлежните информираат дека 26% од популацијата има потреба од итна помош во храна. Прогласувањето на состојба на катастрофа ќе овозможи да соберат пари и обезбедат помош во храна. Владата во Хараре најави дека годинава ќе увезе 700.000 тони житарици за да се избегне глад во земјата. Сомалискиот авион кој мораше принудно да слета веднаш по полетувањето, неверојатно е предизвикана од бомба. Сомалиската влада не го дели мислењето со пилотот и експертите, и според неа експлозијата има врска со воздушниот притисок. Експерт за безбедност на авиосообраќајот изјави дека по споредбата на снимките од експлозијата со други експлозии, смета дека експлозијата е од бомба. Официјални представници изјавија дека во експлозијата во авионот загинал еден маж. Авиопревозникот Dalo Airlines пренесе дека во авионот 74 патници полетал од Могадишо кон Џибути, но по инцидентот се вратил во главниот град,
Осомничени и приведени се 2 лица. Джулиан Асанж да биде ослободен. Ова е одлуката на работната група на ООН, побарана од Британија и Шведска, почитувајќи ја оваа одлука да овозможат физички интегритет и слободно движење на Асанж. Панелот составен од 5 експерти соопшти дека Лондон и Стокхолм треба да му е надоместат штетата на Асанж. Потпаролот на британскиот премиер Дејвид Камерон изјави вчера дека Асанж ќе биде уапсен доколку излезе од амбасадата на Еквадор, без оглед на одлуката на комисијата на ООН. Асанж вчера изјави дека ќе се предаде на британската полиција ако комисијата на Обединетите нации не донесе одлука во негова корист. Фудбалерите на Вардар ја совладаа екипата на Слован Либерец од Чешка со резултат 2:1. Се поизвестно е дека хрватскиот ракометен репрезентативец Иван Чупич од следната сезона ќе го носи дресот на Вардар. Во продолжение останатите вести од спортот. Фудбалерите на Вардар го впишаа и вториот триумф на третиот меч на подготовките во Анталија. По победата над Волсбергер со 3:2 и нерешениот исход против швајцарски Вил со 0:0, вардарци попладнево во драматичен меч на ветровито време во Анталија беа подобри од чешкиот прволигаш Слован Либерец со 2:1. Резултатот на денешната средба беше откриен во 17-та минута кога по еден центар шут од левата страна противничкиот напаѓач Марек Бакош беше најсна одлив на втората статива и го доведе тимот на Слован во почетно водство од 1:0. Во второто полувреме вардарци беа далеку порамно правен ривал, а стратегот Гоце Седловски им даде шанса на сите фудбалери кои мечот го почнаа на клупата. Тоа вроди со плод бидејќи нашите играчи направија целосен резултатски пресврт и конечен триумф од 2:1. Наредниот контролен надпревар црвено-црните го играат в понеделник на 8 февруари против украинскиот прволигаш Металист од Харкив. Се поизвестно е дека хрватскиот ракометен репрезентативец Иван Чупич од следната сезона ќе го носи дресот на Вардар. Полските медиуми денеска најавија дека Чупич на крајот од сезоната си заминува од Kielce и дека причина за тоа е атрактивната понуда од Скопје. Ова е потврдено со изјавата на председателот на Kielce Бертуш Сервас. Ние ги почитуваме одлуките на нашите играчи, потврдил Сервас за полскиот вестник Спортове факти. Трансферот на Иван Чупич во јавноста е актуелен веќе неколку месеци. Првите најави се појавија по гостувањето на Kielce во Скопје во надпреварот од Лигата на шампионите, а заминувањето на Матијаш Брумен само беше уште една потврда дека Вардар бара ново засилување на десно крило. Од кошаркарската Евролига се одиграа нови надпревари од шестото коло. Во групата Е беа одиграни 3 мечеви. Панатинаикос славеше кај Цедевита со 60:78, потоа Дарушафака пред своите гледачи беше подобра од Црвена звезда 69:66, а Локомотив Кубан убедливо го надигра шпанскиот тим на Уникаха со 64:82. За грчкиот ПАО доминираше Радулјица со 21 поен, а кај хрватска Цедевита најефикасен беше Пилепич со 16. Од групата Ф се одигра единствениот дуел. Бросе Баскетс на домашен терен изненадувачки беше подобар од Барселона со 74:70. Во групата Е водат Фенербахче, Локомотив, Анадолу Ефес и Црвена звезда, а во групата Ф Химки, ЦСКА Москва, Лаборал Куча и Реал Мадрид. Од синокешните дуели во НБА лигата, Хјустон славеше против Феникс со 111:105. Хјустон до триумфот стигна благодарение на квалитетните последни 2/4 и покрај тоа што Феникс добро го почна дуелот. Санси не издржаа на крајот и го запишаа 6-тиот пораз во низа, а имаа 9 порази во последните 10 меча. Најдобар кај Хјустон беше Бривер со 24 поени, а Ариза дополни со 22 поени. Харден дуелот го заврши со 17 поени, 9 скока и 6 асистенции.
Во поразениот тим, Гудвин беше најдобар со 22 поени и 7 асистенции, а Телетович имаше 15 поени и 4 скока. За победата на Лейкерс против Нью Орлеанс најзаслужен е Коби Брајант, кој постигна 27 поени, дополнети и со 12 скока во триумфот од 96-99. Кај Лейкерси 18 поени постигна Кларксон, додека во поразениот тим не помогна ниту изворедната партија на Ентони Дејвис, кој мечот го заврши со 39 поени и 11 скока. Андрес Ван Емел, норвешкиот скокач, победи на вторите скокови како дел на светскиот куп одржани во Сапоро во Јапонија. Тој постигна првата победа во 11 месеци, а трета во кариерата, освојувајќи вкупно 265,9 поени, благодарејќи на скоковите од 134,5 и 136,5 метри. За норвежаните двојно славје овозможи Јохан Андре Форфанг со освојувањето на второто место, додека третото го заслужи миленикот на Јапонија Касаи. Победниците ги следеше актуелниот освојувач на светскиот куп Северин Фройнд пред Рихард Фрајтак и најдобриот во генералниот пласман Петер Превц, кој славеше на скоковите во сабота. Искусниот Превц е на првото место со освоени 1224 поени, Фройнд е втор со 855, додека трет е норвежанецот Кенет со 738. Светскиот куп на задоволство на фановите во светот ќе понуди уживање кај норвежаните во Осло. Пресметката меѓу Западот и Истокот, како и надпреварите во забивање и шутирање тројки, се секогаш посебни и специјални на All-Star. Предходните денови беа обелоденети играчите, тимовите, кои ќе настапат на овогодинешниот All-Star надпревар во Торонто, а сега се познати и оние кои ќе се борат за титулата во тројки и во забивање. Титулата за удар од 3 поена ќе ја брани Стеф Кари, кој за ривал ќе го има својот брат од Голден Стейт Клеј Томпсон, понатаму Джеймс Харден од Хјустен Рокетс, Джей Редик од LA Клиперс, Крис Бош од Мајами Хит, домакинот Кайл Лаури од Торонто Репторс, Крис Мидлтон од Милвоки Бакс и Девин Букер од Феникс Санс. Зек Лавин ќе се обиде да го задржи приматот најдобар забивач во лигата, а за тоа да се случи, ќе мора да биде подобар од Вил Бартон од Денвер, Арон Гордон од Орландо Меджик и Андре Драмонд од Детройт. Се очекува супер возбудливо да биде и во Skills Challenge, каде имаме навистина интересни учесници. Минатогодишниот победник Патрик Беверли за своји ривали на овој настан ги има Ајзеа Томас од Бостон Селтикс, Си-Џеј Меккалум од Портланд, Джордан Кларксон од LA Лейкерс, но и високите момци како што се Дреймонд Грин од Голден Стейт, Ентони Дејвис од Нью Орлеанс Пеликанс, Демаркус Казанс од Сакраменто Кингс и Карл Антони Таунс од Минесота Тимберволвс. Викендов ќе донесе подобрување на времето, барем во однос на последните 2 дена од работната недела. Утре ќе биде претежно сончево со слаб северен ветер. Максималната температура ќе има вредности од 5 до 7 степени. Да ги погледнеме деталите за временската прогноза.
Тука е крајот на дневникот. Имајте пријатна вечер. Пријатно.